Солна киселина синоќа се излеала од цистерна во фабриката Мако Хемија во близина на старата фабрика МЗТ. Случајот го пријавил советник во општина Газибаба, откако во околината се почувствувала неподнослива миризба. Наместо државниот инспекторат за животна средина кој има обврска, на терен излегол градскиот инспекторат. Оттаму велат дека компанијата веќе 15 години работи на истата локација без елаборат за заштита на животната средина. Истечено е мала количина, веднаш е реагирано. Значи стопирано е истекувањето, преземени се итни мерки, така што веќе таму е санирана ситуацијата. Советникот Дејан Димовски, кој го пријавил случајот, апелира до граѓаните да се охрабрат да ги пријавуваат загадувачите. Тоа беше еден поголем облак, веќе излезе надвор од погонот и се ширеше накај населбата. И како што реков претходно, значи многу мирисеше, многу штипеше. Се работеше за некоја хаварија и присутните што беа таму потврдија дека се работи за хаварија и дека работат на проблемот, значи да го средат тоа. Додека бев таму, слушнав дека не било пријавено од нивна страна. Скопскиот градоначалник Шилегов најави кривична пријава. Даден е мој налог да биде направена по основ на податоците кои што ги имаме кривична пријава против фирмата, против собственикот, затоа што е работено без решение за таа инсталација. Таму има околу 50 тона солна киселина. Дозволете ми да го повикам јавното обвинителство, конечно да ја свати сериозноста за животната средина. Инаку, дозвола за работа доделува Министерството за здравство, но околу контролата на работата, вината си ја префрлаат Министерството и Државниот инспекторат за животна средина. Ова е втора хаварија со истекување штетни хемикалии за помалку од 1 месец. Во кругот на поранешната Охис се излеаја 6 тони вода со метилакрилат мономер. За тој случај надлежните тврдат дека немало загадување на воздухот. Даниел Василев, Сител телевизија.